Полицијата од изутрината спроведува акција во скопското село Арачиново. Како што информираат од МВР, акцијата се уште трае, досега биле приведени 8 лица, следени подолг период, а како што соопштуваат од таму се товарат за различни кривични дела, како трговија со наркотици, оружје, мигранти или рекет. По синокешната рунда преговори меѓу партиските работни групи за измена на изборното законодавство. Договор нема, но има закон за бомбите за кои ќе се гласа на 20 октомври. Вчера СДСМ, односно нејзиниот генерален секретар, потврди дека тие преземале обврска законот за бомбите да биде изгласан до 20 октомври во Македонското собрание. Според присутни на вчерашните разговори, Талат Џафери, координаторот на ДУИ, побарал прецизна потврда од СДСМ дека тие и натаму стојат на обврската да се донесе закон за бомбите, пошто добил потврда од Оливер Спасовски, генералниот секретар на СДСМ. За закон за бомбите ќе се гласа најдоцна до 20 октомври. Потврдата дека СДСМ стои на обврската да се донесе закон за бомбите била кажана во присуство на представници на сите 4 партии и амбасадорите на Европската унија и на Соединетите Американски држави, како и представници на ОПСЕ. Талат Џафери потенцирал дека се согласил да се повлече законот за бомбите, за да не се закочи изборната регулатива, но доколку СДСМ повторно изманипулира, јасно порачал дека законот сам ќе го донесе во собранието на 20 октомври и дека изборот на нови министри по предлогот на СДСМ нема да се случи. А пратеничката група на ВМРО ДПМН е денеска побара од колегите од СДСМ јавно да се оградат од постапката на пратеникот Енес Ибрахими, кој вчера на попладневното продолжение на собраниската седница на национална основа ја навреди пратеничката Нола Исмаиловска Старова. Во спротивно, ќе сметаме дека тие го насочиле вака да настапува и да навредува, изјави на пресконференција заменик координаторот на пратеничката група Зоран Илиовски. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева најдоцна утре ќе ги достави документите кои ги побара Советот на јавни обвинители за да ги избере нејзините помошници. Станува збор за општиот работен, персонален и финансов план, соопшти канцеларијата на Јанева. Воедно е изразено уверување дека Советот ќе пристапи кон доследна примена на законските одредби и кон имплементација на доставените планови, а во смисла на 2 члена од Законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. Ќе ги избере кандидатите кои специјалниот јавен обвинител ги предложил од редот на постојните обвинители, се наведува во соопштението. Европската комисија одобри денеска дополнителни 17 милиони евра помош за Македонија и за Србија за решавање на проблемот со бегалците. Од таа сума 10 милиони ќе бидат наменети за јакнење на капацитетите на двете држави за прифаќање и сместување на бегалци и за контрола на границите. Останатите 7 милиони се хуманитарна помош. Одлуката е објавена пред заедничкиот состанок на министрите на полиција и правда од државите членки на Унијата и нивни колеги од Западен Балкан во Луксембург. Атина повторно го повика Скопје да престане со иредентизам. Во недостиг на реални аргументи и се уште под притисок поради учеството на Македонија под уставното име на конференцијата во Њујорк, во дискусијата во грчкиот парламент, која ноќеска заврши со гласање недоверба на владата на Алексис Ципрас, неизбежно беше споменат и проблемот што Грција го има со уставното име на Република Македонија. Пратеникот на Косовското националистичко движење Самоопределување Албин Курти денеска фрли солзавец во салата на парламентот на Косово по продолжувањето на седницата која претплането беше прекината поради блокада од страна на опозицијата. Пратеничка од Демократската партија на Косово се онесвести пошто е префрлена во клиничкиот центар во Приштина. На седницата присуствуваа и представници на меѓународната заедница. Пред фрлањето на солзавецот имаше трканици меѓу пратениците од опозицијата и владеачката коалиција и во еден момент пратеничка на Самоопределување фрли чаша полна со вода врз подпредседателот на парламентот Џавид Халитију.